Граѓани на Република Македонија, почитувани и сакани кавадарчани, почитувани пратеници, почитуван министре Димитров. Јас после овие силно спротивставени дискусии, реплики и контрреплики ќе го променам курсот на дискусија во насока на моје сваќање на интерпелацијата како една реакција на опозицијата по однос на подпишаната од владата и соучество на актуелниот министер за надворешни работи на договорот за добрососедство со Бугарија, реакцијата на касното или несуштинско вклучување на опозицијата во однос на постапката на предподпишување на овој договор, не свикување на седницата хитна за расправа по овој договор и така натаму, што сметам дека е една позитивна работа. И од опозиција на партија која е носител на коалицијата за подобра Македонија по определба десно-национална, многу е логички, многу е нормално да се бара во 4 забелешки на истакнати во расправата информативна на Комисијата за надворешни работи, а тоа е недецидноста и прецизното спомнување на македонската држава, преформулацијата на непосебноста и истакнување на македонскиот јазик, него како македонски јазик согласно Уставот на Република Македонија и забелешката по однос на асиметричноста на правата и обврските кои произлеват од овој договор во начелно превземените обврски од бугарската страна по прашањето на застапување и придонесување за соисполнетоста на условите, односно критериумите од Република Македонија за нејзин влез во Европска Унија и во евроатлантските интеграции. Јас сакам да ви кажам дека има многу оправданост и аргументираност по однос на овие заложби на опозицијата во кои се и јас приклучувам, затоа што за мене лично е многу битно на актуелната влада и вас како министер, не толку, мада е многу значајно, можеби и суштински значајно, поддршката и од високите представници на Европската Унија, од државниот секретар на Америка, на подпишувањето на овој договор. По мене, па и на германскиот министер за надворешни работи. За мене лично, по однос на конкретното прашање, договор за добрососедски односи, многу по-приоритетна, многу по-суштествена, многу по-значајна е поддршката на опозицијата, затоа што сметам дека со тоа и заедничкото настапување во издејствувањето на подобри решенија и во предподпишувањето на овој договор, нормално при неговата ратификација, па на крај на краиштата и евентуално со некој анекс на истиот, да наместо хора од двете страни на границата да се издействува, а со тоа и признавање на прецизно истакнување на постоењето на македонската држава, наместо две држави да има
македонска држава и држава на Република Бугарија, да однос на делот на правата и обврските кои произлеват од договорот, да имаме една многу појасна определба на бугарската страна, да во застапувањето таму кај што се Македонија, која што сега не е нити во Европска унија, нити во НАТО, да сите овакви добри мерки, сите аплаудирања на истите од страна и на дипломатијата од Америка, да имат една прецизно превземена обврска, јасно декларирана у име на двете држави, а тоа е за неусловено од типот на исполнување на критериумите за прием во Европска унија, што сите знаеме што е условот за таму, бар под едно отслабување кое што ќе значи еден многу брз влез на Република Македонија во НАТО, а со тоа само и една сигурност на граѓаните на Република Македонија, на македонскиот народ, на младите кои што сега се иселуват, да добијат сигурност да не се иселуват, да се создаде една сигурна атмосфера на живење во Македонија, и на деловите од народи кои живеат во Република Македонија, албанци, турци, власи и така натаму. Она зашто јас посебно се јавив за дискусија во оваа интерпелација, јас произневам со доверба од граѓаните на Кавадарци, овде како пратеник, едно од историските населени места во Кавадарци е село Ваташа. За Ваташа се има еден злосторнички настан десен во фашистичкото окупаторство од Бугарија, со погибието и убиството на 12 ваташки деца. Јас сум свесен дека у еден меѓународен договор овакви поединачни случаи не може да бидат содржина на третирање, но со претходно извинување на семејствата на погинатите 12 ваташки деца, без да ги сега апострофирам нивните чувства по однос на тој настан, сакам да искажам едно обраќање до вас, да во форма која како дипломатија ја најдите за и тие граѓани од семејствата на загинатите, убиените фактички 12 ваташки деца, да граѓаните од село Ваташа, да граѓаните од Кавадарци, кои што е неспорно дека сме за добрососедски односи со Република Бугарија, кои што неспорно дека имаме многу искуства, многу доживувања помеѓу граѓани од едната и од другата држава, кои што се како блискост евидентни и имат придонесено во многу релации на средби, по партнерски односи, по братимство и така натаму. И во таа насока сакам да ви предложам изнаоѓање на решение, дипломатска метода, во која што во дипломатското комуницирање е познато национално извинување. Постои историско помирување или извинување, но во некој повод на одбележување на овој настан или по некоја прилика заради и сатисфакција на семејствата и на граѓаните од село Ваташа и на кавадарчани и на цела Македонија, да се најде некоја форма да ова што сега го велиме заедничка историја, да не остане недефинирано, да е воопшто. Да не остане дека сега почнаме да чувствуваме одбележување на заеднички настани и историски личности од Македонија заедно, а имаме такви
да кажам, дамки кои што се неизбришани, не може да се премостат како еден настан, и би било многу во духот на и хуманоста, во духот и на дипломатското гледање во перспектива на и овие добрососедски односи и нивното развивање, да се најде начин, да се најде форма, да не испадне сега дека ја нарочно нечум да зборам коментари по однос на настанок и коментари што ова значи заедничка историја, како да, не дај Боже, македонци ги утепаа 12 деца. Така испаѓа се. Отивствели заеднички сме биле, заедничка историја. Еве со ова ќе прекинам и нема повеќе да коментирам за настанок, најповеќе заради луѓето од семејствата на овие 12 погинати ватешки деца, но сакам да кажам дека и ве уверувам, комуницирав со најголем број од нив, пак ќе кажам, ние историјата не може да ја вратиме. Тоа што се случило не може да го избришиме, но има начин. Ја го предлагам тоа како дипломатско решение, да со представници од застапниците во меѓународните надворешни работи на Македонија и Бугарија, да се најде решение за едно извинување, бидејќи нити оваа власт од Бугарија е крива за тоа и одговорна, но стварно се случило во еден период, кога е било под бугарска фашистичка окупација, се знаат и актерите и така натаму, и би било многу добро да се најде едно дипломатско решение, да тоа не биде оптеретување. Инаку, како јас како пратеник, така и од моите колеги од опозицијата повеќе пати искажано, неспорно е значењето и битноста на добрососедските односи со Бугарија. Јас имам искуство да со 4 градови од Бугарија, тоа сега во спроведувањето, ако сакате, и на декларацијата од 1999 година за добрососедски односи со меѓу Македонија и Бугарија, каде што меѓу другото има и локалните и регионални власти за соработка, како што е и во соработка во образование, во транспорт и врски, во култура и така натаму. Јас сум еден од познатите во нашиот регион на личен придонес во развивањето на добрососедските односи со 4 града од многу престижни од Република Бугарија, каде што ова што значи добрососедство на ниво на локални заедници и региони на лице место го потврдуваме веќе повеќе години. Тоа се градовите Перник, тоа е градот Плевен, тоа е градот Добрич и градот Панаџуриште. Исто така, ние како регион сме учесници и во асоциацијата на партнерски побратимени градови од југоисточна Европа, каде што исто така сме кооснивачи со бугарската страна во создавањето на оваа асоциација, која исто така многу успешно функционира. Сакам да кажам дека тоа што е добрососедство е неспорно, имаме поединачно случајот и конкретни и заложби и придонес во таа. Јас како пратеник го поддржувам добрососедството со Република Бугарија. Но инсистирам да во она што значи застапување на опозицијата не се свати како нешто што е против само по себе. Да се свати како една позитивност на инсистирањето на заштитата на државните и национални интереси на Република Македонија од аспект на тоа дека она што е и со оваквите дефинираности на решенијата на отворените прашања повторно ствара дилема и обавезно со идна вклученост на опозицијата, и пак ќе повторам, многу битно, не даде ако се јават со заложба и критика дека се против или треба да се осудат,
него да биде како искуство Тунтев, за Томислав, заедничко реплика. настапување во идното развивање на добрососедски односи.